Треба да имаме на линија Жанета Трајковска, директор на Институтот за комуникацијски студии и граѓански активист. Дали ја имаме, Жанета? Да, добро утро. Добро утро, Жанета. Добро утро. Дали вообичајно станувате рано во ова време или ние Да, ова е време кога пијам кафе и правам план за како ќе ми помине денот. Така значи не ви го расипавте денот, да. Не. Забележително беше вчера вашиот коментар на дебатата во општина Центар за измените на ДУП-от на еден дел од градот, посебно или конкретно кај градскиот парк и кај прекршочниот суд. Бевте вџашена од барањето на скопјани, не сакаме зеленило, сакаме сакаме станови. Секаде во светот се протестира, граѓаните протестираат за зелени површини, тука кај нас граѓаните бараат стамбени згради. Да, за жал тоа е штокантна информација и се уште сум вџашена, бидејќи не можам да верувам дека толку сме го намалиле значењето на јавниот интерес во нашиот секојдневен живот, дека воопшто не се залагаме за заедничкото добро и за доброто за сите нас, вклучително и за самите нас, бидејќи чистиот воздух и воздухот го дишаме сите. Туку сите гледаме низ призма на личното, низ призма на да се зграби што е можно повеќе за некакви си интереси материјални кои на крајот на приказната или на крајот на денот нема да ви се исплатат бидејќи ќе го изгубите сопственото здравје. Знаете, шокантно е кога ќе прочитате текст дека постари сограѓани биле на јавната презентација за ДУП-от кој што опфаќа дел и од градскиот парк, оној дел од влада до почетокот на градскиот парк и каде што извикувале дека сакаме споени згради, каде се видело во центар да има зеленило или да има простор во парцелите за да можете вие да паркирате. Тоа е шокантно, дури можам да кажам и дека е нецивилизацијски. Меѓутоа, знаете како, вака од после неколку часа перспектива ќе подразмислите и ќе мора да си признаеме дека тоа е пораз на сите нас, на граѓанските активисти, на невладините организации. Баш тоа сакав да ве прашам. Како на некој начин тоа покажува дека навистина јавната свест за екологијата дури и во главниот град е ниска и за тоа сме одговорни сите, па и ние медиумите и граѓанските активисти. Така е. Знаете како, оваа свест не е само за екологија, значи тие воопшто не размислуваат ни за стандардот и квалитетот на живот. Тоа значи дека воопшто не им е важно каков ќе биде нивниот секојдневен живот. Значи, дел од граѓаните немаат проблем да гледаат во дневната соба на комшијата, да немаат простор каде може да го прошетаат своето внуче. Знаете како, кога ние растевме, кога ќе ти каже дедото твој нешто, тоа е за тебе авторитет, бидејќи го гледаш како некој кој што ги знае сите вистини на светот. Сега си го поставам прашањето, внучињата на тие дедовци кои беа таму, бидејќи беа постари граѓани од фотографиите што ги видовме, што ќе понесат како вредност, нели како идни генерации, како иднина на оваа земја. Меѓутоа, поразот лежи во сите нас, во медиумите, во образованието, во граѓанските организации, во граѓанските активисти. Тоа значи дека не сме ги пренеле на вистински начин, на успешен начин, нашите цели и она што ни е првично за кое што се залагаме и за кое што работиме, а тоа е нели едно демократско општество и општество кое што ќе ги гае вредностите на животот и вредностите на едно современо демократско општество. Но најмногу виновни за овој скандалозен став на дел од граѓанството и тоа претпоставувам дека веројатно кога ќе дојде кај секој од нас за личен интерес, сите ќе го имаме тој став или дел од нас, сепак се политичките лидери, партиите и владите што досега владееле на ова наше парче земја. Заради тоа што Жане, останува веројатно ова е тема за која заслужува да посветиме повеќе простор во утрински брифинг во наредниот период.
да ве поканиме во студијето и да го продолжиме разговорот во овој дел. Благодарам за вклучувањето.